На стар гробен камен беше испишано: "Застани човеку кога ќе поминеш покрај мене и слушни ме. Како што си сега ти, јас некогаш бев. Каков што сум сега јас, ти така ќе бидеш. Затоа подготви се за таа што ќе дојде." Таа што ќе дојде е смртта и денес ќе разговараме на таа тема. Поточно нема да разговараме за суштината на смртта, туку ќе разговараме за прашањето зошто постои смртта. Ова ќе биде од филозофски карактер прашање, кое ќе се обидеме да го одговориме ова утро. Дали некогаш си се прашал зошто постои смртта? Дали некогаш си се прашал зошто постои ова страшно чудовиште кој може да се појави секој миг? Светот на вистина би бил подобро место ако смртта не постои, нели? Зошто постои ова језива чума која голта илјадници луѓе секој ден? Ова е ненаситно чудовиште кое граба, голта и јаде многу луѓе. Секој ден се соочуваме со смртта, слушаме како некој починал, како некој отишол во некоја болест, некоја сообраќајна несреќа и така натака. Прашањето е дали си спремен да се соочиш со смртта. Кога ќе застанеш пред ова страшно чудовиште, кој ќе дојде еден ден, сакале или не, дали си спремен. И ова ќе биде вториот дел од серијалот. Првиот дел на ова прашање, зошто постои смртта, го разгледувавме некаде пред една година. И чисто да се подсетиме, тогаш дадовме 3 причини или објаснувања зошто Бог одредил смртта да постои. Тие беа, првата причина беше да се намали гревот, поточно да се намали гревот генерално кај човекот и специфично да се намали гревот кај христијаните. Втората причина беше смртта поставува канал или излез на бегство од бедата што гревот го носи. И третата причина беше смртта постои да се издигне Бог, поточно како големиот контролер над неа и како големиот цар. У Библијата смртта е представена како цар кој владее со светот, го има светот подчинето. И кажавме дека Бог е царот над неа. Денес ќе видиме уште 2 плюс причини зошто постои смртта. И тие ќе бидат: првата е да се прослави Христос, и втората ќе биде да се верификува вистинско сведоштво или вера. Тие ќе бидат 2 причини кои ќе ги разгледаме денес. И секоја ќе обработиме посебно. Да почнеме со првата. Зошто смртта постои? Смртта постои да се прослави Христос. И овде ќе видиме 4 елементи или 4 вистини или 4 подточки како Христос се прославува преку постоењето или назначувањето на смртта. Ќе видиме како првата е како големиот мокник, големиот обновувач, големиот преобразувач и како се во се. Тие ќе бидат 4 подточки или сегменти, елементи кои ќе ги разгледаме под вистината прославувањето на Христос. Да почнеме со првата, големиот мокник. Знаеме дека смртта е мокна. Знаеме дека го има починето целиот свет и знаеме дека еден ден
сите од нас ќе починат. Но Христос е помоќен од неа. Тој во Стариот Завет, гледаме, го поштеди Енох да не умре, бидејќи Енох имаше заедница со Бог и го снема, веќе го немаше на земјата. Исто така, Христос го поштеди и го зема пророкот Илија во Виор, и тој не ја вкуси смртта. Кога Давид се соочи со джинот да се бори, и беше борба на живот или смрт, се тешеше себе си, велејќи во 1 Самуелова 17 глава 37 стих: Господ кој ме избави од канџите на лавот и на мечката ќе ме избави и од раката на овој филистијац. Во Новиот Завет, Господ Исус во текот на својот земен живот оживеа исто така многу мртви. Имаме записи дека го оживеа синот на вдовицата во Наин, ќерката на Јаир, Лазар и многу тела на светите спомнати во Евангелието според Матеј. И тој за себе исто така кажува во Јован 10 глава, 18 стих: Никој не ми го одзема мене животот, туку јас го полагам. Имам власт да го положам и имам власт повторно да го земам. Исус себе сам се воскреснува од мртвите. Исто така смело им вика на евреите, на фарисеите, на книжниците, во тогаш во Јован 2 глава: уништете го овој храм, уништете го ова тело и за 3 дена ќе го подигнам. Апостол Павле на многу наврети бил поштеден од смртта и во 2 Тимотеј 4 глава вика: јас бев избавен од устата на лавот. Христос исто така ќе поштеди многу луѓе во крајните времиња од смрт. Во 1 Солуњаните 4 глава 17 стих вика: ние кои сме живи и остануваме ќе бидеме фатени во воздухот и така ќе бидеме секогаш со Господа. И на крајот од светот Господ Исус ќе укине физичката смрт и ќе ја фрли во огненото езеро. И ќе се пее како што се пее во 1 Коринтијаните 15 глава 55 стих: каде е смрт твојата победа, каде е смрт твојата осилка. Гледаме дека Христос е помоќен од физичката смрт. Помоќен е. Таа нема власт над него. И од самиот почеток, кога смртта влегува во светот преку гревот и нејзиното напредување и ширење во човештвото, смртта не може да му задржи раката на Христос или па да му каже: што правиш ти со мене. Тој ги избавува луѓето од смрт како што сака. И не ги избавува луѓето од смрт како што сака. Христос е помоќен од физичката смрт. Исто така Христос е помоќен и од духовната смрт, која е многу пострашна од физичката. Физичката смрт ќе заврши еден ден, но оваа духовна смрт никогаш нема да заврши. Со влезот на гревот, човекот стана духовно мртов. Стана мртов. Се одвои од Бог и од неговата благодат и добрина, но кога Христос дојде, тој ја урна ова разделба и ова отсекување. И го помери Христос со себе, покажувајќи што? Покажувајќи многу поголема моќ од физичката и духовната смрт заедно. Апостол Павле во 2 Тимотеј 1 глава 10 стих за Христос вика: тој дојде, ја укина смртта, ја изнесе на виделина животот и безсмртноста преку Евангелието. Знаеме дека духовната смрт завршува со втората смрт, која е наречена пекол. И таа е уште пострашна, бидејќи оваа смрт никогаш не умира. Во пеколот смртта никогаш не умира. И сите кои поверувале во Христос, кои ја положиле својата вера во Него, кои го прифатиле
како Месија, Спасител и Господар, ќе бидат избавени, ќе бидат спасени од оваа духовна смрт и од физичката смрт и исто така од втората смрт. Христос рекол: моите овци го слушаат мојот глас, јас ги познавам и тие ме следат, и ќе им дадам вечен живот и никогаш нема да загинат, и никој нема да ги грабне од раката моја. Во Јован 10 глава, 27-28 стих. Ќерката на гревот е смртта. И ако Христос доаѓа и не спасува од нашите гревови, тогаш колку повеќе ќе не спаси од тоа што гревот го генерира или го произведува. Колку повеќе Христос ќе не спаси од духовна смрт и исто така од втората смрт. И овде гледаме дека Христос е помоќен од физичката смрт, од духовната смрт и исто така од втората смрт, која доаѓа во пеколот. Никој не може да издржи неговата моќ, ниту смртта. Тој е големиот мокник, тој е семокниот. Дали се плашиш од смртта? Дали исчекувањето на твојата смрт те плаши? Ако си верник, ако го знаеш Христос, не треба тоа да те плаши. Зашто Христос е помоќен од смртта. Ние треба да имаме страф од Христос, а не од смртта која ќе дојде. И таа е првата вистина, како Христос се прославува преку смртта, да се покаже како големиот мокник. Втората причина или вториот елемент, како Христос се прославува преку смртта, е како големиот обновувач. Големиот обновувач. Човекот во својата природа, во својата суштина е релациско битие. Тој формира блиски односи во својот престој на земјата. Креиран е и формиран е од една врска, од една заедница на еден маж и една жена. Негуван е и расте во фамилиарни односи. Се образува во образовни институции кои се пак врски односи на луѓе. Работи, заработува, развива пријатели и создава семејство пак во одредена заедница, во одредена врска, во одредени односи. Човекот речиси живее и прогресира и обстојува се што прави е преку врски, преку односи, преку релации. Тој исто така станува и христијанин преку врска, преку однос. Некој му кажува за Христос и за Евангелието. Црквата каде што тој присуствува, каде што е член, каде што служи, каде што се дружи, каде што го обожува Бог, е исто така заедница. Е исто така врска. Човекот го манифестира својот христијански живот во односи. Било кон другите христијани или кон другите нехристијани, правејќи добри дела, помагајќи и служејќи им на другите. Гледаме дека човекот од почеток до крај е релациско, меѓусебно врзано, социјално, корелационно битие. Тој не може да живее и да напредува сам, изолиран, одсечен од релации, односи и врски. Да се биде изолиран и сам, одсечен од врски, односи и сојузи, е се форми на казнување кои се спроведуваат во затвори и протерување на ненаселени острови. И најдлабоките и најблиските односи што се формираат, што човекот ги формира е во семејството и во црквата. Да видиме неколку примери. Во Стариот Завет, колку Давид плачеше за својот син Авесалом кога беше убиен. Авесалом беше дури и негов непријател,
кој сакаше да го убие и да му го земе престолот. Во 2 Самуил 18 глава 33 стих пишува: кога царот слушна дека Авесалом е убиен, се вознемири, отиде во одајата над портата и заплака. И додека одеше, викаше: синко мој Авесалом, сине мој, ќе умрев наместо тебе, сине мој. Истото го гледаме и во Јаков, во дискусијата што се одвива во Стариот Завет, во првата Мојсеева книга, Битие. Кога Јаков слуша дека неговиот најмил син Јосиф е проголтан од диво животно, ја гледа крвавата наметка, во Битие 37 глава пишува: ја раскина облеката своја, облече врекиште и тагуваше за својот син многу денови. Сите други негови синови и керки стануваа да го утешат, но тој не сакаше да биде утешен и рече: не ќе слезам во Шиол кај синот свој во жалост. Поминаа доста години и Јаков се приврза за својот друг син, Бенјамин, и во дискусија што Јуда ја има со тогашнотиот прикриен Јосиф во Египет, ја гледаме истава ситуација, истово приврзување на Јаков. Во Битие 44 глава 30 и 31 стих напишано е: Јуда зборува на Јосиф: штом ќе дојдам кај твојот слуга татко ми, а момчето не е со нас, тогаш, бидејќи неговиот живот е врзан за животот на момчето, штом ќе види дека момчето не е со нас, ќе умре. А твоите слуги во тага ќе ги урнат белите влакна на твојот слуга, нашиот татко, во Шиол. Врската што се формирала била толку силна, толку длабока, што ако умрел едниот син, ќе умрел и тој. Во духовна смисла го имаме истово врзување, го гледаме. Например, христијаните во Солуњаните тагувале многу за тие што починале, за другите христијани, и биле длабоко трогнати и вознемирени. И Павле требал да ги охрабри им, да ми каже да не тагуваат, како тие што немаат надеж. Гледаме дека човекот формира блиски, длабоки односи со луѓето кои се меѓу него. И кога смртта доаѓа, ги кине овие односи, ги раскинува, ги исушува, ги убива. Човекот, ако не живее во близина на тие што ги љуби, се оддалечува, овенува и неговиот животен сок се исушува, тој умира. Гледаме дека контактот, заедништвото, дружењето и блискоста што човекот ја формира со своите блиски, го освежува, му дава храна, го оживува, го обновува. Но смртта кога доаѓа, руши се. Еден има напишано, отворен цитат: смртта го раздвојува заедништвото како остар меч што сече месо, како цврста секира што расцепува парче дрво, како глинен сад кој е фрлен и се крши. Таа го распарчува спојот, што никогаш повторно не може да биде воспоставен во иста форма или природа. Смртта за секогаш го распарчува сојузот и става крај на секоја прекрасна земна врска. Затворен цитат. Смртта го допира човекот толку длабоко, толку разорувачки, толку ги пресекува неговите односи со другите, што човекот ништо не може да направи и отчајува. Ги пресекува тие врски кои му даваат него живот. Давид Хариша кажал, отворен цитат:
ледената рака на смртта ќе биде поставена да не отстрани од нашите најдраги пријатели на земјата, да ги разруши сите преврзоци на животот, да ги сокрие од нас сите земни сцени и да го отвори нашиот поглед кон свечената реалност на вечниот свет. Затворен цитат. И гледаме дека човекот постојано ја избегнува смртта. Не ќе да размислува за смртта, без разлика дали е таа неговата собствена или таа на другите, посебно на неговите блиски. Многу му е непријатно на погреби и не може да не ги спречи солзите да бликнат. Гробиштата се избегнуваат и тој прави се што може да ги задржи овие врски, задржи овие корелации, овие сојузи кои му даваат живот. Но знае дека еден ден смртта ќе дојде и тој ништо не може да направи. Знае дека не може тоа чудовиште да го спречи. И можеме да кажеме, па зошто човекот се врзува, зошто не биде изолиран. Не може да не се врзе. Таква е неговата природа, таква е неговото битие, кое клони кон обединување и заедништво. Човекот е создаден во сликата на Бог и создаден е за тоа што треба да општи со Бог. И затоа се заплеткува по ланци и синџири. Не може поинаку. И смртта кога доаѓа носи таков ужас за човекот и неочекувано го сече изворот на неговото значење, тоа се односите. Смртта создава таков хаос, таква конфузија, таков неред, што човекот не може да се поврати. И тоа што го отстранува се врските, односите и релациите на човекот со други луѓе, кои он очекува дека ќе траат у недоглед. Очекува дека ќе траат вечно. И како вечно битие формира и се врзува со вечни врски. Од една страна имаме човекот се врзува со ланци и со други луѓе поради неговата природа. Од друга страна очекува овие врски да траат во недоглед. Од друга страна смртта доаѓа, ни го изненадува и го остава со празни раце. Она што ги прави врските и односите пријатни и радосни и сладки се нивната пропорција и добрина. Колку страшни, бедни и ужасни би биле врските ако во нив нема ништо освен ужас, беда и агонија. Ако нема во нив пропорција и добрина. Човекот ќе се врзе, но ќе се врзе со нешто страшно. И тоа е една од причините зашто пеколот е толку страшен. Пеколот е страшен бидејќи односите таму и врските таму се ништо освен лошотија, зло, уништување и насилство. И тоа го прави еден аспект од пеколот толку ужасен. Кој може да издржи врска која е полна со зло, со насилство и со агонија? Неподносливо е. И сега кога Христос доаѓа, кога Христос пробива во човековата историја, тој доаѓа како големиот обновувач да ги обнови овие врски кои човекот ги формира, овие односи, овие соединувања. И тој ги издигнува овие односи на повисоко ниво, правејќи ги побогати, повозвишени и пославни. Врската која смртта ја руши и ја кине и ја сече, Христос повторно ја обновува. Еден пример е враќањето на Лазар од мртвите. Марија и Марта многу тагуваа за загубата на нивниот брат. И Марта му вика на Исус: Господе, ти да беше овде,
мојот брат немаше да умре. Но Исус си рече, јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене, ќе умре, ќе живее иако умре. И секој кој живее и верува во мене, нема да умре никогаш. Христос ја обновил врската што била нарушена од смртта. Го воздигнал од мртвите Лазар. И со тргањето на смртта, човекот како вечно битие може слободно да формира врски и односи, и тие врски и односи ќе траат за секогаш. И нема никогаш да бидат прекинати, отстранети. Исус ќе ги обнови сите нарушени врски и односи не само на земјата, туку и на небото. Првиот човек донесе смрт, а вториот живот. Адам ја роди смртта, но Христос донесе ништо друго освен живот. Заради првиот човек се умира, но заради вториот се ќе живее. Поради гревот на Адам, Бог ја преплави земјата со смрт. Но заради Христовата праведност, тој ќе ја преплави со живот и со обнова. И бидејќи се е создадено за Христос, од Христос, преку Христос и за Него, Христос преку смртта ќе соедини се во Него, не само човечки односи и релации, туку се на земјата и се на небото. И како големиот обновувач, смртта Христос ја користи да обнови се преку неа и да се прослави себе си како големиот обновувач. Има ли нешто во твојот живот што треба да се обнови? Има ли нешто во твојот живот што е мртво? Одговорот го знаеш. Дојди кај Христос и тој ќе го обнови. Не чекај. Тој ќе те оживе, ќе те смени и ќе те даде живот. Третата вистина е големиот преобразувач. Големиот преобразувач. До сега видовме како Христос се прославува преку смртта. Смртта постои, тој да се прослави како големиот мокник над неа. Смртта постои, тој да се прослави како големиот обновувач над неа. И сега третата вистина, или третиот елемент, е Христос се прославува како големиот преобразувач. Христос ја претвори смртта од страшно, ужасно чудовиште и незамислив непријател во љубезен пријател. Човекот е во робство на смртта и стравот од смртта. Луѓето се плашат од смртта и таа доаѓа до нив преку други луѓе, доаѓа до нив преку најразлични болести, доаѓа до нив преку земни несреќи. Но Христос го ослободува човекот од овие стравови, личувајќи го и стравот од смртта, и ја претвора смртта во пријател, чија прегратка дава утеха и радост, наместо агонија и тага. Еден има напишано од демон кој жестоко ја влече душата во неговите груби канџи во пеколот, Христос ја направи смртта ангел, кој на своите благи крилја нежно ја носи душата во рајот. И апостол Павле се радуваше и извикуваше за проспектот дека сака да замине, сака да умре и да биде со Христос. И вика дека тоа е многу подобро него да се остане овде. Но треба да остане овде, да живее на земјата, да продолжи заради верниците, да ги охрабрува и заради неверниците да сведочи. Во Филипјаните 1 глава 21 стих тој смело исповеда, вика да се живее Христос, а да се умре е придобивка.
Не, ниту смртта не може да не одвои од слатката Христова љубов. Зошто? Зошто смртта не соединува со Него. И затоа постои да го прослави, да го извеличи Христос како големиот преобразувач, кој дури и најголемиот непријател на човекот го прави да е негов драг пријател. Четвртиот елемент е како Христос се прославува преку смртта, тој станува се во се преку смртта. Без црквата, Синот, како Бог човек, без црквата, Синот, како Месијата, како Бог човек, не би бил целосен. И не може да биде се во се. Нешто на Синот му недостигаше. Нешто му фалеше за да биде целосен. А тоа што му фалеше беше смртта. Смртта беше потребна тој да стекне црквата и да стане целосен. Црквата е неговото тело, неговата полнота и смртта беше неопходна неговото тело да стане негова. Во Ефесијаните 4 глава, 10 стих, Павле вика, зборувајќи за Христос, тој кој слезе е оној истиот кој се издигна над сите небеса за да исполни се. Тој кој слезе на земјата е Христос како човек, истиот се издигна, се воскресна и се издигна над сите небеса со цел да исполни се и ја зема црквата со себе. Црквата беше во робство на смртта. Христос ја уништи смртта во својата смрт и ја победи, го победи гревот и ја ослободи црквата од смрт, за да таа стане негова полнота. И доаѓа време кога црквата целосно ќе биде ослободена од сите нејзини непријатели. Ќе биде ослободена од гревот, ќе биде ослободена од грешниот свет и ќе стане нова раса, нов поредок, нов свет, исполнета до крај со Божјата полнота. Се што нечистува и прави грев ќе биде фрлено во пеколот и ставено во кварантин и вселената ќе се соедини под една глава, под едно величество, под славниот Христос, кој ќе го згази последниот непријател, а тоа е смртта. И смртта е инструментална и клучна за стекнување на црквата и обединување на се под него, за да тој биде се во се. До сега видовме една вистина, зошто постои смртта. Видовме дека смртта постои да се прослави Христос преку 4 елементи. Првиот елемент беше како големиот мокник, вториот како големиот обновувач, третиот како големиот преобразувач и четвртиот како се во се. Втората вистина ќе биде смртта постои да се верификува вистинската вера. Се верификува вистинската вера. Смртта е крајот или крајниот тест или ултимативниот тест да се потврди вистинско верување. Непосредно пред раснувањето на Христос, апостолите кажаа дека ќе умрат за него, напрво да се одречат од него. Би прифатиле смрт отколку одрекување. Апостол Павле вика во Дела 21 глава, 13 стих, зошто плачете и ми го кршите срцето? Јас сум подготвен не само да бидам затворен, туку и да умрам за Христос во Ерусалим. Самиот Христос го положи својот живот
да верификува неговото сведоштво и да ги докаже неговите зборови. Во Стариот Завет исто гледаме истото сценарио со случката и ситуацијата или животот на Јов. Сатаната сакала да го натера Јов, тој да го навреди и да го отфрли Бог. Ѓаволот добро знаел дека кога човекот ќе биде соочен со болка, со агонија и ќе биде доведен до работ на смртта, многу лесно ги отфрла своите негувани верувања. Тој знаеше дека смртта е тестот на верата и проверка на нејзината искреност. Во Јов 2 глава, 4 и 5 стих, ѓаволот му вика на Бог: кожа за кожа, се што има човекот ќе даде за својот живот, но испружија раката твоја и доприја неговата коска и неговото месо, и тој ќе те проколне во лице. Јов бил доведен до работ на смртта, но останал верен до Бог. И колку поголемо е верувањето, толку поголеми се напорите да се демонстрира тоа верување дека е вистина. Да земеме уште еден пример. Некој човек, барајќи стара античка книга во библиотеката на Конгресот во Вашингтон, случајно наоѓа стара мапа на која се прикажува локација на некое скриено богатство закопано во џунглите на Амазон. Картата е детална и прикажува огромни богатства закопани под некое дрво по име Кашапона. Таквото богатство ќе ги реши сите финансиски проблеми што ги има, долгови, оптеретувања, не само за него и неговата фамилија, туку генерацијски. Генерацијски ќе се осигура финансиски. И картата овој човек го потикнува доста и се заинтересирува и одлучува да спроведе понатамошно истражување. И како што истражува, сваќа дека постојат силни докази, дека вакво богатство постои и може да се најде по тоа дрво, и дека се наоѓа во зоните или во регионите кои се едни од најнедостапните во прашумата. Во таа зона има многу груби услови за живот, смртоносни инсекти, мучуришта, пајаци, змии и најразлични животни, и познато е дека ниту еден човек не се вратил жив од таму. И сега, колку е поголема неговата верба дека такво богатство постои и постои таква локација, толку ќе бидат неговите напори поголеми тој да дојде до тоа богатство. Тој би потрошил пари, би потрошил време, енергија, жртви, ресурси по потрага по ова богатство. Но крајната цел, ултимативната цел или доказ за неговата вера и тоа што ќе го потврди неговата искреност е смртта. Тој ако умре по потрагата по богатството, ќе потврди дека навистина верувал во неговото постоење и неговата реалност. Смртта би била ултимативната верификација дека он навистина верува. Човек може да се залажува и да верува дека такво богатство постои и да го потроши својот живот по тоа богатство, но тоа богатство може да е имагинарно и да не постои на прво место. Смртта ќе потврди искреноста на неговото верување, но нема да потврди вистинотоста на тоа верување. Луѓето за жал умираат за лажни работи кои ги веруваат. Се учени од мали, од најразлични теории, најразлични идеологии, најразлични религии. Се заблудуваат, се измамени како деца
и ги веруваат тие дека се вистина. Слепо им веруваат на нивните родители, наставници, обкружувањето во кое се, на религиозните лидери. И тие ако умрат, за тоа што го веруваат, нема да се потврди дека тоа што го веруваат е вистина, но ќе се потврди дека се искрени во тоа што го веруваат. Но има голема разлика ако умре да тоа што го верува некој сведок, и тоа очен сведок. Случајот е комплетно различен ако имаме очевидци. Очевидците умираат за работите за кои тие ги гледаат, за кои тие сведочат, ги слушаат, се тука у присуство, не умираат за нешто кажано или слушнато од некој друг. Очевидецот непосредливо и неспоредливо има поголема тежина за вистинитоста на тоа што го верува. И колку поголем број имаме на починати очевидци, толку поголема е сигурноста дека нивните верувања се вистина. Исус умре да ги потврди работите што ги видел и слушнал како очевидец од својот татко. Апостолите умреа да потврдат како очевидци дека Христос е Месијата, дека Христос е Бог во тело кој дошол, умрел и воскреснал. Во 2 Петрово, 1 глава, 16 стих, Петар вика: не следевме умно измислени митови, кога ви објавивме мокта и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, туку бевме очевидци на Неговото величество. За воскресението на Исус немаме само неколку очни сведоци, како Павле, како Јован, како Матеј, како Петар, туку имаме над 500. И учениците на Христос оставија долгогодишни верувања, се откажаа од се, претрпеа маченичка смрт, за да ги потврдат своите верувања и нивната вистинитост. Во Римјаните 8 глава 36 стих Павле вика: заради Христос сме убивани по цел ден. Сметани сме за овци што треба да бидат заколени. Во 2 Коринтијаните 4 глава 11 стих Павле вика: заради Христос секогаш сме предадени на смртта. И како резултат на нивната вера, како очевидци, тие претрпеа многу страутии. Работеа повеќе, почесто беа по затвори, беа камшикувани и многу често изложени на смрт, постојано и постојано. И од ова може да заклучиме дека веродостоен очевидец нема да умре за лага. Нема да умре за лага. Еден има напишано, отворен цитат: смртта беше определена да го испразни човекот од лагата, кога човекот ја гледа смртта во незиното темно лице, како се приближува кон него, колку брзо се ослободува од лажни и несигурни верувања и поими. Затворен цитат. Колку брзо, кога човекот е соочен со смртта, се отрезнува, неговиот ум се враќа на своето место. Колку брзо и цврсто тие што формирале лажни религии за себична добивка, ги негираат и ги отфрлаат тие нивни верувања, кога на нивните глави ќе се постави остар меч. Смртта го дели житото од плевата и одвојува вистината од лагата како ништо друго. Смртта ја верификува искреноста на верата. И затоа постои и беше назначена да ги верификува очните сведоци дека тоа што го пропагираат
е вистина. Сега да сумираме, значи денес видовме уште две причини зошто постои смртта. Кажавме дека смртта постои да го прослави Христос. Смртта не е случајност, туку е дизајнирана тој да биде прославен како големиот мокник над неа, дека он е помоќен дури и од мокната смрт, како големиот обновувач, дека Христос ги обновува најблиските, најдлабоките односи на човекот, ги воздигнува и ги става на повисоко ниво, ги обновува, им дава живот. И не само човечките односи, туку Христос ќе обнови целата земја и целиот универзум. Видовме дека Христос е големиот преобразувач, дури и најголемиот непријател кој смртта го преобразува и го прави наш пријател. И Христос преку смртта станува се во се, соземајќи ја црквата. Исто така видовме дека смртта е ултимативен верификатор на верификација на искреното верување и на сведоштвото. И сега да преминеме на примена. Джордж Евералд изјавил, отворен цитат: "Сите генерации на човештвото патуваат по истиот пат. И на крајот од нивниот пат, отворен гроб чека да ги прими. На секое чело, без разлика дали е мало дете, кој е благо и весело, и оној кој е збрчкан од возраста, на секое чело може да се види како се напишани зборовите прашина си и во прав ќе се вратиш." Затворен цитат. Дали си спремен да се соочиш со смртта? Дали си спремен да се соочиш со ова чудовиште кој еден ден ќе дојде и ќе те земе? Дали си сигурен дека твоите гревови се опростени? Дали си дошол до Христос и го знаеш Него како твој Господар и Спасител? И смртта не е веќе страшно чудовиште, туку е твој пријател кој ќе те земе и ќе те однесе до Христос. Дали си спремен да се соочиш со смртта која доаѓа? Ебенизер Еркинс пишал: "Големата грижа на безбожниците е за нивниот глинен шатор, како да го задоволат, како да го разубават и да го украсат. Нивните мисли се кој ќе ни даде нешто добро, што да јадеме, што да пиеме, што да носиме, но тие не размислуваат или се грижат за безсмртната душа која живее во телото, која мора да биде срекна или мизерна за секогаш. О, луѓе, запомнете дека зашто и да се грижите за овој глинен шатор, тоест телото, наскоро тоа ќе се претвори во прав. А гробот што одвратно мириса ќе биде негово живеалиште, каде ќе има црви и распадливост, и тие ќе го јадат најубавото и најпривлечното лице. Каде ќе биде твојата убавина, твојата облека, скапа и раскошна, кога околу тебе ќе се влечат завесите на гробот." Затворен цитат. Поради смртта се губи значение. Се е празно, мизерно и болно. Смртта руши се земно во човекот. Се губи значение. Дали е кола, дали е куќа, дали е имот, дали е стан, дали е образование, дали е фамилија, дали се деца, дали е популарност, не е важно. Смртта ќе дојде и еден ден сите тие работи ќе станат пепел и прашина. Затоа, ние како христијани треба да живееме за вечноста, а не за моментот. Треба да ги истураме нашите сили, нашата енергија, нашето време во вечноста. Да градиме
дворци и палати во рајот, не овде на земјата. Смртта не учи дека ние мораме да живееме за вечност. Христос не учи дека ние мора да живееме за царството Негово. Овој свет не смее да не заслепи и да не сопне. Туку сите работи треба да ги гледаме како елементи, како скалила, како благослови кои ќе не донесат поблиску до Христос и ќе живееме за вечноста, а не за моментот.